еве ја поентата, јас сум исполнет со силата на Духот Господен, со правда и цврстина, за да му ги кажам на Јакова, престапите на Израилот. Имаш и обврска како пророк, да му ги кажеш престапите на христијаните, Израилот е првата заедница, гревот негов, треба да им кажеш, не да си седиш и да си живееш свој живот. Дејство на посебност дека ти нешто правиш без служба во Исус е вавилонство. Како да ги разликувам духовите? Па дали си собственост на Господ Исус Христос вистински? Дали си присутен во Него и Тој во тебе цело време? Дали си поврзан со Него цело време? Дали си еден дух и тело со Него? Дали си сад Него во кој се прелева, блика, клокот и Неговата љубов? Дали издржа, положи 50 дена, дотреа 50 дена, собрани на едно место пред Него како апостолите? Ова се прашања, ако на апостолите им требаше 50, колку ли му треба на некој современ човек, кој тоа се обидува да пророкува во мене, да исцелува, да дејствува, да кажува, дали остави се земно? Дали остави се земно и врвиш, служиш, љубиш сој во Исус? Дали ти почнува денот, здивот со Исус и ти завршува, не завршува? Дали тоа се Господ Исус Христос и Таткото Небесен вистински живеат, пребиваат во твоето срце? И тогаш се тие стихови, ако живеат, тој што е во мене е поголем од оној што е надвор од мене. Тогаш функционираат, а не ти вака ги репетираш само, а немаш сила, не си го направил со ова. Апостолите одеа со Исус физички и се разбегаа. По 50 дена од како Исус им се покажа, не веруваа, се разбегаа, примија дух на едно место. 50 дена на едно место. Ставете го ова, дали ти стоиш? Кое е тоа место? Па тоа е како Давид пред лицето Господово, кога ние ќе се собереме овде, вие и мојот дух, како што вели тој. Значи, одење со Исус не е телесно движење, туку е духовен процес, каде ти ќе предадеш се. Нема никаква сила да те спречи да зборуваш, доаѓаш, дејствуваш, љубиш, живееш, умираш, победуваш во Исус, и кога ќе слезе силата, ќе разбегаат, еден ќе натера во бегство 1000, 20 10.000, а ние сме секогаш тројца, Таткото, Исус и ти кои си заедно со нив, тогаш ќе натераш илјадници безбројни луѓе во бегство, демоните ќе избегаат од тебе и ти ќе бидеш светлина на светот и тогаш ќе служиш и тој ќе ти даде се, зашто ти си му предал се, си му го предал твоето срце од земјата до небесата, победата Исусова во заедницата со трудници. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Амин, до Царството Божјо. Ќе испееме една песна, па ќе влеземе сите во молитва заедно. Амин.